подкаст. Како? Next Gen. Next Gen подкаст. Next Gen. Next Gen. Епизода 44 од Next Gen подкаст. Моето име е Георги Докузов. Денес со мене е Стефан Нанев од HitCheck. Како си, Стефан? Фала на поканата, добро, и фала што спомогна сили. Малци со мала прехлада. Со малце појака, со хендикеп влегувам сега во овој надпревар. Да. Шо преш, како си? Добро е, бе. Финале се следи колку што може да се одмораме. До 6 финале, па да се наспијам, па едно друго, ама сега сме тука тамане. Ајде сега за тие што не те знаат, како би се представил? Би се представил Стефан Нанев, фанатик за НБА. Толку, пред се. Тоа другото се што е YouTube канал што имам и слично, тоа се си дојде после. Пред се, фанатик за НБА. Како влезе ти во тие води? Ајде сега за НБА, може толку и да скокнем, поише сам денес да збориме за контент креација, да не се мешам се во многу теми. Добро, ама сепак тоа е почетокот. Се почнува од љубов. Ја седам до касно до дурме раздени од кога памтам за себе и после кога доаѓаше време што ќе правам, како ќе правам, ја пробев фриленс видео едитор. На интернет работев и Која генерација ми кажа кај? 91. Корчагин. Корчагинци сме двајца, да. Да, ама не го репрезентирав ја баш Корчагин најдобро, пошто Ни јас. и да спиев на клуби таму. У контент креатори нешто од Корчагин. Да, добро, тоа да. И што беше муабетот? Ништо, посем тоа кога јас сега фриленс видео едитор сум, ама гледам дека YouTube-от е во подем, дека луѓе можат едноставно да си обезбедат за живот само со тоа што ќе зборат за тоа што ги интересира. Викам, чекај да видам дали можам да се пробијам на овој маркет, на оваа платформа. Ми успеа на почеток нормално, малку со потешкоти, ама ми успеа и денес. Ајде дојдете, како почна? Па тоа ме интересираше исто. Значи јас запишувам факултет. Формално нешто правиш или тотално? Не. Тотално од туторијали, од онлайн едукација, так. Човек, брат, кога сака човек, све може да научи. Денеска за се има и туторијали и секаква едукација. Веќе мислам дека, како се викат, дипломи и тие такви работи веќе не се толку важни, знаењето ти треба. Се најдов јас на интернет. Во читална идевме знаеш, на вечер се учи читална, идеш таму до 3 до 4 сабајле и ја ќе си доам и после гледав туторијали плюс ја на интернет. Ама кога те интересира, не тоа да влече. Тоа сабајле ти спомна дека бев кај Владимир Сабајле на Socialize и бај тоа зборевме за почетоци. И знаеш, мене ми е чудно кога луѓе не се поистоветуваат со YouTube, пошто целиот живот ми е некако базиран на YouTube. Бисам може да звучи онака тумашко, ама уопште не е. Тоа кариера што ми беше пред, мислам и сега делумно графички заработев, тоа е се од YouTube. Подкаст продукција, општо подкастингот како момент. Се е тоа некако преку таа платформа. Не зборам плюс ентертејментот, плюс општата култура. Да. Тоа ти што го правиш сега ќе почнеме за кратко HitCheck, општо различни формати на него премногу целиот карактер ми е оформен преку таа платформа. Некако чудно дори звучи, не знам, мислам претходниот пат се сватив пошто Да, баш. Ама види, јас пример, кога можам да се сетам кога бев мал, некако на телевизија цело време бев. Сега YouTube-от е тоа, новата телевизија, знаеш. Претходно седиш, идеш 100 канали има, ти ги вртиш сите 100 канали до крај да дојде, па пак од кец да почне. Седиш пред телевизор. Сега некако интернетот стана тоа. Сега поентата е кога се ти е достапно да селектираш ти од целиот тој океан од контент и од информации, да се насочиш према нешто што е полезно, добро за тебе, нешто што ќе ти служи лека натаму. Да, пошто доста ми е чудно, например, и сега има доста експанзија, нели, на кратки видеа на Reels. Ја, например, уопште не почитам, и уопште не гледам, мислам, цело време сите сега да отворам во архива што сум гледал, значи нема видео под 20 минути, што ме интересира под 2, 13, 15 минути, значи само долга содржина. Мислам, сега нормално заработате и тоа ќе офатиме контент креација. Многу е битно сега, нели, тие кратки исечоци за да дојдат луѓето до оваа подолга форма. Да. Ама ми нема смисла. А од друга страна серии не гледам филмови, да ши са. Исти гледа, ние сме. Што ние сме слични, само не се дајако да радим на дел. Да. И сега добро видео едитинг, окей, поврзано е тоа се, значи имаш онака гради скил што може да се експлоатира на оваа платформа. Да. НБА фанатик си, тоа нема те прашувам веројатно. Да. А не почнува. Ја кога гледам, ја да испрашам се колку ста. Што знам од НБА, може после ќе правиме тоа. Ќе биде интересно.
видео едитинг, гледаш се да го уклопиш тој скил, гледаш потенцијал на платформата, решаваш. Да, кога решив јас, кога видов дека сакам овде да се најдам на YouTube, веќе беше тоа. Која година почнати? 2016 тука негде. 2016. 10 години следнаве. Па да, така нешто ќе му дојде. Така нешто долго време. И добро беше што ета го имав тоа предзнаење од едитинг, знаеш, не морав и тоа да го учам, а камера ме интересираше пропратно со едит. Доручев за едит, учев и за камера и веќе имав баги предзнаења за како треба да изгледа YouTube видео, не мора се да од нула да учам. И пак чекор по чекор се знае, првите видеа ти се и кринч и лош. Колку е тоа само најбитно да онака човек да може преку тоа да помине дека ќе биде тотален ужас. Значи тоа е најбитното. И наши луѓе кога често некои се доста луѓе сакаат се нели со контент креација се бат, после ќе спомнеме, ти најавуваш последно време со твоите последни гостувања, денес сме делуваме и за тоа тука, курс за контент креатори, имаш цела мастер клас програма. Ќе офатиме темално едно по едно, сега чисто онака да кликнеме на муавето, 8 минути, више се заверглав. Сега ме интересира типот на содржина, ти што го пласираш од почеток и денес, ајде малце образложи го за луѓето што не го знаат. Тоа типот на содржина што е на Хитчек канал. Океј. Значи, јас почнав самиот почеток, беше со едни кратки видевца како ньюс. Ако си гледал некад Рей Билиам Џонсон, така? Па добро, може, тоа е тем personality based, ја бев повеќе како не знам како ти кажам, комплекс ньюс, ако некојаш си гледал, комплекс оние, има кратки по 3 минути, по 6, не знам, Риана направи ова, содржина е овој направи ова, Jay-Z, TMZ. Ја правев така, ама за NBA, кратки. И после некое време, пошто мене цело време се околу NBA ме интересираш и се најдов начин како да ги прегледувам сите акции од утакмицата. Најдов аксес, пристап, значи до се што се случува, секоја асистенција, секој кош. И викам, па чекај, ја ќе правам аналитички видеа за тоа што се случува на терена. Кога почнав со аналитичките видеа негде 2018, немаше ништо такво на YouTube. А со ньюсот до каде стигна? Зборам бројки. Немаше многу со тоа што едно видео ми испука и денес ми е оставено ми е на каналот. 10 милиони или нешто 11 милиони ми има тоа видео. Ама не е контент на кој сум горд, да речам, и не е ништо што си се барал уште. Никаков новитет. Да, па така и е во почетокот. Постира е нормално. Се, го бараш правецот и тебе што ќе те купи, ама и публиката што ќе купи, да го најдеш некој заеднички простор да најдеш. И кога почнав со аналитичките видеа, и мене многу ми се свигаше тоа. Значи јас баш се најдов таму, а публиката немаше видено таков тип на контент до сега. И баш испукуваат тие видеа. Значи што е финтата? Финтата е како што го гледаме теренот и играчите, јас ќе паузирам и тука ќе го заокружам овој играч, па стрелка, ово иде тука, ово иде овде, знаеш на тайм-аут како тренерите со маркер што прават на табличка, па тоа сакав да го емулирам, да го представам на екран. И колку време го правеше тој рецепт за тој контент? Па тука баш се најдов и некаде околу од 2018 до пред година и од 2. Колку години требаше да ги усклеиш од старт, ти тргна добро? Од старт, да. Од старт. Да. Нормално ти се усовршуваш и се усовршува самиот формат, ама од старт видов дека иде ова и дека публиката сака да види вакво нешто. Така да, баш беше успешно од сам старт. Што размислаш паралелно правејќи контент, ups and downs, како изгледа? Пак збориме период од 7 години, сега ќе спомнеме последна што преш, малце еволуира нормално секој контент, еволуира и твојот и вашиот, веќе може да кажам, ти имаш и тим сега, по-сериозна екипа сте, каналот има скоро 700.000 сабскрајбери, може и најголем канал некој македонец го држи, мада тоа не може никогаш да се дозна. Тоа е се, да, шпекулација. Нема една страна кај што можеш убаво да видиш, имаш право на оноа што блейд, ама таму можеш да менуваш земја, ако смениш. Да, ама тоа е тотално нерелевантно. Не е релевантно, ваши затоа. Не знам. И не ми е финтата ни јас сега да се такмичам и да идам по подкасти да викам јас сум највеќе сабскрајбери имам јас. Не е тоа финтата, него за мене гледам дека убаво оди, ми овозможувате многу
многу прилики, ми овозможува да си заработам за живот, правејќи го тоа што го сакам, најбитно, тука најклучното е тоа. И нормално, како што кажа ти, имаше многу ups and downs. Сепак си сам во една соба и тоа е тоа. Луѓе, знаеш, многу го гламурозно гледаат на YouTube, еј, ти јутубер, многу те пратат, вака, онака. На крајот на денот си... Бари спонзорства. Да, Ја видов си имал спонзорство со менски. Да, и за менски прави, таа клама, таа беше лудила, да. Ама Најбрен гледа. на крајот на денот си во една соба сам и некојаш знае тоа да малку да си поигра со психата. Апсолутно. И сега можам да кажам дека е одлично од точка на тоа што имаме екипа, па друго е во тим кога се работи. И она, знаеш, пословица, американците имаат ова изрека, ако сакаш да одиш брзо, оди сам, ако сакаш да одиш далеку, оди со некого заедно да тегнува. Така да сега со екипата можам да се видам дека далеку ќе одиме. Јас релативно брзо стигнав до 6000 сабскрајбери, меѓутоа има точка до која веќе не можеш сам, мора помош, мора поддршка. А ме занима, спомна видео едитинг као фриленсер, такви некои почетоци. Финансиски како се одигра тука играта сега? До кога мораше да работиш плюс сайт job? YouTube кога почна да Да, интересно ве. джоб? Интересно ве. Имаше таков некој страгал финансиски? Види, фриленс видео едитингот ми овозможи, сепак се тоа амерички проекти те исплаќаат во долари, што во Македонија тука можеш убаво да живееш и во периодот кога тие факултетски денови секогаш имав јасна страна за одмор да си платам за едно друго. Баш беа убави пари во тој смисол. И нормално кога живееш со твоите дома, пак некои тие трошкови ги немаш толку и тие беа така пари за џепарат, за да пробувам камера да си купам, да испробувам YouTube. И моментот се случи клучното, значи јас решавам дека ќе се посветам на YouTube 100%, ќе пробувам и ќе го паузирам фриленсот. До кој момент доаѓа тоа? И па тука 2016, а иначе јас од старт, а фриленс ја работам од 2010 или 11, нешто така беше. И паузирам, викам се, изнајмувам студивце едно, станче едно, малецко, и ја тука сетирам како студио, ќе правам едно друго, ама година дена падни стани, не можеш, контентот не фаќа од нула која си, нели, од 0 до 10.000, ја викам дека е најтешкото. После тоа од 10.000 до 100.000 сабскрајбери или понатаму, после тоа е окей, веќе влезен си во шемата, знаеш од прилика што фаќа, што не, и го имаш тој workflow за полесно да вадиш контент. Знаеш, а кога си на почеток и ти испробуваш се и не знаеш што работи, и никој не те знае, немаш публика, тука е најтешкото. Година и кусур, ова го кажав кај Иван Неделковски во подкаст, јас живеам од таа заштедата, се што пробувам секој ден е да извадам контент на YouTube, да успеам на YouTube. Доаѓа момент, заштедата доаѓа на нула, Рип. Да. И ама гледам дека, викам го имам, викам ми кликна нешто, го фаќам, сега е само да извадам доволно контент и едно од тие видеа ќе ми пукне, знам, викам, пошто фатив како треба насловот и тамнейлот да го направам, каква финта треба да направам. SEO-то и така. Наслов, тамнел е најбитно на YouTube. И се јавам на сестра ми, она е во Америка живее. Вака и вака, викам, дај, тато да него се кирам, дај пушти ми, викам, $500 само, го имам, рецептот го имам, правам видео и ќе пукне, ти ветувам. И она, добро, уживај, као, знаеш, она ќе ме поддржи сега, дали знае дека Брзи кредит. Да. Дали знае дека ќе ми испука видеото или не е битно. Она ми пушта $500, нокта јас како ги зимам јас од банка и нокта правам вирално видео кое на крај стигна 5 милиона прегледи. Од тоа видео почнаа прегледи на сите други видеа и пати прегледи, тоа што зборам 10 милионското ми беше веќе направено. Со прво видео само треба бран која ќе собере после. Бранот кога тргна веќе тоа беше тоа. И од тука натаму веќе беше окей. Гледам дека ова е издржливо. Гледам дека може да се живее со YouTube. Виралните
знаеш, прегледи веќе секна. Да. Од тука натака веќе скоро пак од, да не речеме од нула, не од нула, ама идеме сега од почеток. Грајнд. Фативме грајндот, да. Од тука почнавме. Пак пробуваш со контент, гледаш што како, ама наскоро после тоа почнав со аналитичките видеа и од тука веќе беше cool. Значи, за колку време можеш да кажеш дека направи некоја структура кај што знаеш на што си знаеш месечно, која ти е заработката, онака можеш да го кажеш тоа као онака стабилна работа. Многу ќе ги занима, знаеш, сега гледам баш да се не спориме контент креација строго, Јасно. ќе ги занима. Знаеш само што се мислам, кај мене имаше многу етапи, многу ери, да ги кажам. Јас, ти викам, година и пол не видов ништо јас. Значи само трошев. Од таму првиот бран беше виралното видео. Ми стига мене чек со кој ја ќе се хранам година дена. Значи од тоа вирално видео, првото што ми испука, година дена живејќи со татко ми, зборам. Сега е друг муабет, нели, кога живееш сам, други трошкови се, ама како и да е. Ја видов дека со првото вирално видео можам година дена да живеам и викам, сега можам да се посветам да all in, да успео. Од тогаш, па би рекол, одма, само што стигна тој прв чек, после тоа со контентот, јас веќе одма имав надпросечна македонска плата, вадев веќе, месец за месец. Од таа што е ветуваат или од реалната? А 1000-дарка, мислам дека 1000-дарка ваде. Значи, Ако добро се сеќавам. Услова просечна во тоа време. Па зависи, да, од како гледаш на работите. Ако имаше сега тука од некоја партија, некој ќе викаше 2 еври просечни имаш. 4. Дечко, ба ти си, да. Дечко, тоа е минимално. Па ти директорска плата имаш. Ама пак збориме за 18, Не. 20. Ти викам 2016 до 17, тука 2017 од кога пукна тоа првото видео и после си вадев таква плата. 2018 кога почнав јако со аналитичките видеа, веќе од тука натаму стварно гледаш дека и е добро, ама и доаѓаат и спонзори. Значи ја релативно брзо пораснав. Ја имав период 80.000 сабскрајбери си имав јас. Кога ти викам овој период си вадам просечна платичка едно друго, 80.000 сабскрајбери. Почнувам со аналитички видеа и во период од 7-8 месеца качувам 200 и кустори илјади сабскрајбери. Значи тоа е многу краток. Тоа е одма експоненцијален раст. Тоа е лут расте, тоа и тука се расте и гледаност, и сабскрајбери, и ти доаѓаат и спонзори. На брзина се случи. И тоа е уствари, да не навлегувам сега во темата, ама само на кратко да кажам, со мастер-класот што го правам јас, сакам тој период кој мене ми беше година и пол, сакам да го скратам за луѓе кои ќе изгледаат се што сум кажал, веќе да знаат, да имаат предзнаење како треба да изгледа и контентот и сите грешки што сум ги направил, за да не биде за нив година и пол, да биде месец дена, 2 месеци и веќе да влезат во шемата. Да. Ајко сме веќе кај мастер-класот. Ме интересира, еве сега, ти си одел на потешкиот начин на YouTube. Па само тоа е начинот. Немаш ретко можеш да видиш курсеви, мурсеви. Едноставно пробуваш и гледаш што сега наши доста верзии имаат луѓето, ај тоа е мислење прво за тоа, ајде да почнеме, спремаш мастер-клас контент креација, ти си етаблиран контент креатор, имаш јака платформа. Многу луѓе имаат кај нас наши стереотипи околу тоа, доста пати баш отворивме тука со доста гости. Сега кој треба курс да прави? Што е тоа курс? Па не треба курс, треба курс. Сам можеш се, што како, знаеш, многу околу таа, мое мислење некој е дека тоа баш со Марија Зенфленд, поздрав до неа, поздрав, одлична девојка и контент креатор топ. Да. Баш зборевме дека кога ќе совладаш ти некој проблем, имаш право да направиш мастер-клас за тоа. Многу едноставно, курс, мастер-клас, како и да се направи. Да, тоа не е батно името како се вика, тоа е курс, да. Типот на содржина. И кој е твое сега гледиште на тоа? Вакар. Ај по-широко може слободно таа. Да, окей. Значи, факт е, ја нема сега тука да седам и да ви мачкам очи и да кажам дека моето е само тоа е. Разбираш? Факт е дека ти, ако доволно пребаруваш, се можеш да најдеш на интернет. И без пари да биде. Меѓутоа, јас ти го давам патот што сум го изодел само од мое искуство, прво и на македонски, второ човек што го знаете од тука од регионот, од мало.
од мало и да видиш дека како еден македонец стигнал до тоа. И второ, ово е еден пакете, едното пакетче имаш се на едно место. Сите работи што треба да ги знаеш ги имаш на едно место. Бандл. Тоа е уствари value proposition, што викаат американците, тоа е вредноста на овој мој курс. А не да потрошиш ти уште месец дена барајки по сите страни, па тогаш и не си all in, него кога ќе ти се бараш, кога нема да ти се бара, не бараш и тоа еден месец барање ќе биде во периодот година дена. Текно. Вака, ти знаеш дека си самиот, знаеш дека си all in, го зимаш курсот, го гледаш тоа, го добиваш тоа знаење и од тука веќе да почнеме со trial and error. Со проба, грешки, ово, оно, да веќе да сме влезени во процесот. Јас, например, уште на времето гледав туторијали за камери, едно друго, и најважното нешто што го видов од таму беше, прекини толку со учење со гледање туторијали. Мора да искочиш и да сликаш, и да снимаш, и да пробуваш, и да учиш од грешките. Многу е поизводливо кога ќе го пробаш, отколку што изгледа кога го гледаш на туторијал. Сега на сите им викам, пример, дечкиве што дојдоа кај мене да како екипа да се екипираме за помош, за едитинг и за така натаму, викам, слушај, јас ти го објаснам ова, ама мора ти да пробаш и да се зезнеш. Дур не се зезнеш, викам, нема да знаеш да искочиш од проблемот. Не можам фиктивно ја да ти креирам проблем као на Божемски, па се да ти кажам ако ти се случи ова, што да правиш. Мора да влезеш во калта и посем пливај да се извадиш. Тоа е тоа. И тогаш кога ќе искочи проблемот, прашај, ќе ти кажам, ќе се извадиме. Што е многу битно усвари тој проблем солвингот. Сега пак нели специфична ставка си самиот контент, многу аспекти има. Само интересира како е структуриран курсот. Еве ти си контент креатор во спортски дел, некоја фест-пейс содржина. Како е структуриран курсот, на кој може му помогне? Да. Курсот јас го правам за секој човек, било што има интерес према нешто и сака за ова да направам YouTube канал. За било кој човек и тргам од точка ништо не знае. Знае нула. Значи, прв модул да ти помогнам за кој нич сакаш да правиш видео, бидејќи сега тебе може да те интересира и подкаст, и водење, и снимање, и фудбал може да гледа. Тој дел ќе биде као персонално спрема клиентот или имаш као лекција околу тоа како да се пронајдеш? Пошто многу интересна секција, тоа многу интересно може да го спомнеме. YouTube функционира нели често и на YouTube Trends на ниши, сега некој што е толку време тоа, сега и јас и ти сме например и познаваме од прилика. Сега што е некој модерен креатор, може афинитетите нели да си ги знае, ама да не знае во која ниша влага тоа, може да се поклопува со некој тренд што е исто супер, да можеш да се надоврзеш на некој тренд, па таму да тргнеш нели тоа е како некој буст. Како е тој пристап среден? Според мене трендот, може многу да ти помогне, ако можеш да се протнеш во некој тренд, меѓутоа според мене првото секогаш треба да води љубовта. Не треба да гледаш, ова е популарно, тука ќе отидам, па ќе има прегледи. Гориш за многу кратко време. Моje мислење. И сега јас во курсот имам како една pie chart, како една графа или како се вика тоа, разделено на кои се факторите што треба на крај да ти помогнат да се решиш ти, за ова ќе правам. Као self-check нешто. Да, така нешто. Personality quiz, како се вика. Тоа е најпрво. Значи, прво треба да решиш за што ќе правиш, па од кога ќе го решиш тоа, како да го скриптираш видеото, како да го снимиш, аудио, видео, па посем како да го едитираш, па тек посем стратегии некој за YouTube, како треба да биде финти некој за алгоритмот и такви работи. Ми се свига што е прво go-to стратегија, па после финеси. Да. Што е многу лесно, можеш некој да влезе во тој лавиринт исто. Јас сега како ќе правам одма стратегија, значи ти пред да направиш неколку видеа, неколку флопови тотални, да сватиш дека не можеш да го експортираш на крај, не можеш стратегија. Реално, така? Значи мора одма да имаш како да ти е главната, барем моје мислење, сега веројатно ќе се согласиш, онака само глава да ти е како да имам прво видео. Да имам прв шорт, второ видео, трето видео, па после ти од тоа да граиш стратегија. Види, и тоа има врска, ама има врска и човек кој ќе помисли на YouTube и сега колку пари ќе земам и како ова ќе биде, колку.
чекај, сакаш да го правиш ова или не кеш да го правиш? Само е на крај кога ќе го Ти поставиш така е многу едноставно. Ако бркаш парите, многу други работи има ти што можеш да ги правиш. Да правиш гради. И одма да доеш, нели, ќе работиш месец дена, ќе земеш плата. Тука може да правиш видеа месец дена, да нешто пукне ниедно. Да, јас правам 22 месеци подкасти, се уште сме непрофитабилни. Ама ти си ентузијастичен Така да. за процесот, уживаш во процесот, она што викаат Америка. Да. Тоа е тоа. Значи прво, да ги научиш сите занаето да го научиш. Кој ниш, како да го структурираш скриптот, како да едитираш, значи да го имаш знаењето и да знаеш како работи алгоритмот и така натаму. Значи се. Знаењето што го имам јас, со кое креирам видеа, скоро секое видео ми е мене над 100.000 прегледи, пред 600, 700, скоро 1000 сабскрајбери публика. Се тоа што јас го правам, тоа го префрлувам во курсот, во мастер класот. Значи тоа е на кратко околу структурата. Нешто би додал околу тоа? Не, тоа е. Главното е тема која што ја сакаш. Другото ќе го испегламе, ќе ти покажам што е и како е, ќе го направиме. Тразда процес. Тразда процес. Исто го кажах овој во друг подкаст. Ги изрекламира сите подкасти кај мене. Не ова смисла. Ама и у нареден подкаст кој ќе ми теме ќе Ѓорги ова го кажам. Ќе кажам кај Ѓорги најболje беше, тоа се најлаво беше. Ама муабетот ми е ќе ви покажам и позади сцената колку се заработува, што се заработува. Јас нигде не го кажам тоа вака јавно затоа што ми е не знам брат, се плашам од тие кафански муабети, ќе седнат луѓе, знаеш овој колку прави, волку прави. А за човек што сака да научи и што сака ова да му биде да речам професија или што да се најде во ова, во YouTube, сака да знае дали е профитабилно, сака да знае дали може да живее од тоа. Така. И сега друго е кога ќе ми дое човек желен да научи, може ли да се заработи од ова? Ја ќе му кажам, може, волку може оно. А вака да идам и да зборам, ја знаете ли колку правам или за мене да зборат, ој стварно вака прави. Нема смисла. Ама затоа во мастер класот ќе биде се уклучено и од YouTube AdSense и од спонзори. И спонзорите ќе бидат цела игра, целата. Што е многу интересно исто, знаеш какво размислување, сега вака размислувајќи, доста е добро као занае што спомна да се каже, окей, љубов да имаш, пасија спрема се, ама има доста луѓе што се онака знаеш што се спремни да се прилагодат на нешто и што се спремни да научат. Исто ќе им значи тоа, значи ти пошто најчесто јас што се среќавам со луѓе, као немам сега толку пасија или нешто слично, окей, можеш да ја научиш структурата. Ти од прилика сега тоа што го спомна, тоа да го упростиме, значи ти од прилика можеш ќе им ги објасниш тие основни поеми CPM, RPM, како се заработува, која ниша колку заработува, која публика колку пари носи и слично, па некој може спрема тоа да се насочи да биде толку да го мотивира парите или слично или и може и така луѓе функционираат. Искрено функционираат и така. Знаат да функционираат. И од друга страна што сме премногу пасионирани спрема нешто, гледам па некој знаеш и онака да имаш поголеми ups and downs-ови, бидејќи ги врзуваш за поише работи тоа што го прави. И едноставно се впушташ цел влагаш, цела страст со се што имаш. Така си, why not, мислам, луѓе учат многу по-глупи работи него на YouTube. Сега нели да не там ништо, ама можеш да го научиш буквално како занат. Окей, ова е сега ќе правам финансив и окей, ми треба таа едукација, ќе осклупам контент, од тоа треба време, тоа е прво мислам најбитно да го сватат и тој компаунд ефект, нели сега ние што го ствараме, ти си денес 44-ти подкаст, а преска видов 6 имавме, што ти спомнав подкасти што ги немаме веќе, веќе беа соработка со партнери. Значи ова е 50 подкаст. Значи ова е уствари јубилеен, фала ти што дое на јубилеј. 50 е. Да. И колку е битен тој момент на компаунд, нели да се собираат содржина, ти што спомна, нели за да дојде бранот, мора да има што да собере бранот со себе. Ти ако имаш едно видео, тоа што е џабе вајралот. Нели тие моменти, сега им ги предочувам, може и вака баш ќе ги интересни се луѓе, има еден дечко, па можам да кажам сега да не звучи толку не го менторирам, ама му помагам за да го лансира својот YouTube канал. Става 2 видеа и гледал статистиките. А викам, не гледал статистиките. Прво, YouTube нема ни доволно сега немаш дата никаква. За да ти покаже што е добар тамнейл или што е добар наслов или пошто YouTube има статистики нели за се ти покажа. Се има и повеќе тамнели. Живо викам, 15 видеа дур не ставиш, не се секирај дали ти е добар каналот или дали ти е добар насловот или било како.
дај пушти да видиме кој ти е аутпутот, какви видеа ти правиш. 2 видеа не се аутпут, од 2 видеа не знаеме тебе каков ти е каналот. Едното ти било вакво, другото ти било вакво. Па си научил на второ, па сега ти е 50% подобро од првото. Значи треба да има некаков процес на раст кај тебе, како Може најбитно е тоа за почеток. и 8-15 видеа, сврти се назад, види, окей, еве ми го 15 каналот. за дури малце. Реално, ама ајде. Малце виде, сам најде. Ете, ако веќе сака да гледа, ќе има дата за 15 видеа што ќе може да види па да проценува. Да, преку Од тоа тука натаму сега ќе одам вак, сега ќе одам онак. Ова работи, ова не работи, така. Ама на 2, 3, 4 видеа не знаеш што работи. буквално. И јас, пошто ја размислувам кога сме така и за наетот, на дневна база цело време нешто ми се врти, идеи за видеа, идеи за канали, ово ама јас решавам дали сериозно ќе почнам теми некој да пишувам за тој некој канал, врз база на тоа дали можам да се замислам, дали можам да се видам 8-4-5 месеца како уште сум фокусиран на ова. Да. Ти текнува? Ако можам да се видам, Дали копаш у таа што содржи на уша, дали? ако можам да се замислам, патем не се лажам ја. Генерално сум си баш искрен, не се залажам себе си. Океј, ако видам дека, мислам дека се гледам тука, почнам да пишам теми, имам многу во ноутс, во мобилен, имам многу теми, кои, еве сега малце сум повеќе hands off од мојот канал и ќе им посветам време, ама пак ќе кажам, тоа е само ако можеш да се видиш на долги стази, а не да се залеташ ти, ќе правам сега за ова, не знаеш ни 20 теми без да имаш, 20 наслови теми, не почнувај канал. Буквално. Пошто за NBA ја можам од старт целти 50 наслови да ти ги кажам. Да, исто Од биење да ме подкаст кога станеш. почнеш. Да, Исто, ти можеш са 5 гости одма, ама кога ќе имаш криза на гости, кога неколку ќе откажат, кога не знаеш кај си, мора да имаш онака идеја од каде би копал што би правил. Да. Многу е и посложно, мислам може 2 сати на таа тема да се здржиме, ама само да не избегаме некои работи што ме интересира да те прашам. Околу каналиве сега ги спомнав. Сега правиш некоја диверзификација на каналиве, Евролиг, Хитчек, Добро, да, почнав ова. правиш на странски јазици, шо како нешто, баш околу тоа што зборевме може иначе дека Так. не ти кажав дека нешто најдов за да ти помогне. Да, ајде ова ќе го нека не биде ликсираме. Да. А подсетиме само пошто ќе заборам денес нели сум така и олен и уморен. Океј. Вака, ова Видиш повеќе канали, океј, тоа све е расно. Хитчек, значи си беше тој мојот Масо Химаки Евролиганал. И оваа година добив прилика, Евролига ми пристапи да креирам контент за нив. Мислам за нив, за нивната лига. Ми ги дадоа правата, затоа што сепак треба да имаш копирајт за тие снимки да ги А со користиш. NBA како функционира тоа? Исто и од NBA побарав копирајт, имаат агенција они која се го средува сето тоа. 10% си зима NBA За монетизацијата? од монетизацијата. Се е фер, се е Да, гледано таму, значи со нив да ти нема биде, ама не и на нив им одговара брат. како не им одговара. Значи ти на 10.000 креатори Ама им гледаш даеш редиле. прилика да креираат, ја растат лигата. Нормално. Популарноста на лигата расте. И Евролига го виде тој рецепт, сакаат и они така. И ми пристапуваат на мене, меѓу вајде и други. Сакаш ли ја креираш видеа за Евролига? Ја Евролига не пратев, ама викам чекај да склопам екипа, ако може некој човек што знае што прати, он да ги пише скриптите, ќе ви кажам. Најдов јас човек, океј, викам ќе правам видеа за Евролига, тоа испадна така. Значи за оваа сезона Тоа покажа. добро се покажа, видов дека Евролига нема таква гледаност сепак, Таква публика може. таква публика како што има NBA, меѓутоа ми овозможи прилика незаборавна, еднашка once in a lifetime би рекол, Го испратив и ме викна Евролига да бидам кортсайт тука. кортсайд на терен, да бидам од тие аналитичарите, при гейм, пред утакмица, и беше лудило. Беше лудило и баш сум На која утакмица беше? Партизан Звезда. На најлудото што може да бидеш. И хаос беше, брат. Хаос беше и ете и ништо друго да не испадне, тоа ми е баш незаборавно искуство. И тоа бидна, Па продолжи тоа. искрено во дискусија сум со Евролига сега за наредна сезона, ако има некаква поддршка од нив, дали спонзори они да ми носат, дали некако да има некаква монетизација, бидејќи искрено каналот не монетизира толку, нема некаков плюс од тој канал.
Јас го пуштив ова како пилот проект, тест, една сезона, викам, можам да си приуштам да пробам како ќе биде. Ете, ми понуди одлично искуство. Они задоволни се? Па они се сега го задоволни. Ја растеш лигата вака или онака. Гледат Твар како доста. да. Ама ќе видиме, сега се прават буџетите во Евролига јуни и јули. Ако влезам некаде со некаков тип на контент во тој буџет, ќе се продолжи, ако не ќе видиме искрено. Секако нема да биде коло за коло, како што ги правев до сега. А вториот канал, кој што е профитабилен од одма, од старт, е Хитчек Адрија, како што беше MTV Адрија порано за Балкански регион. Адрија. Да, на српски. Таму е многу лесен процесот. Скриптата што ние ја имаме на англиски, само се преведува на српски. И доаѓа човек ја чита на српски. Истиот видео футич што иде на англиското видео, оде и на српското. Многу е брз процесот на креирање на тоа видео. И ете, има easy money, монетизација има од старт. И на апропо што спомна ти муаветот што можда ми помогнеш, сега барам, прашувам по луѓе кој знае шпански, кој знае германски, сакам истиот да биде Хитчек. Може баш Да, може и тука луѓе опет некој ентузијаст што гледа кошарка, што ако гледа кошарка и ако знае шпански или германски или можда некој друг јазик, процент слободно нека ми пише. јави преку подкаст. Ако се јави преку подкастот, па да, ти кажи ми кој ти е процентот, да, ки иде и за тебе. Free for all. Да. Така да, барам луѓе voiceover артисти да се отворат и други канали на други јазици. Што следиш ти од содржина на страна од тоа? Што? Се што е технологија. Него спомнавме подкастот твој со колегата твој. Исто така имате подкаст на македонски. Како тоа, што како тој денич не го фатив. Нашиот подкаст, па не, Амо таму кај што има пари тие делови ги опадев, ма кажи тука како е работата. Не брат, тоа го правиме апла од љубов. И супер реално изгледа. Кажа дека ве гледам дека ми е топ. Тие се тие муабети што ги правиме ние, дур се едитира видео или со другари збориш на клупа, седиш и правиш муабет за баскет, тоа го правиме ние таму. И не очекуваме ни да има монетизација, ни ништо, меѓутоа имавме 2-3 проекта што ни дадоа некаков буст, некаква инекција, one time ствари се тоа, не дека нешто посебно, ама од правење муабет за кошарка, од заебанци, од зезање, да дојде некој спонзор и да испратив тоа имавте за турнирот. Имавме за еден турнир со Сокчиња беа тоа и ние таму наставивме 3-3 игравме со наша екипа. Го водевме тој турнир, изигравме со наша екипа, тоа беше супер. Со Red Bull веќе втора година сега ќе биде во недела има турнир, втора година се појавувам, втора или трета, до душа не знам. Со Red Bull имаме соработка, супер се дечките. Така да се појавува такви некои проектчиња пропратно што не е дека ние се надеваме или како да ти кажам, гледаме на тоа, ама кога ќе дојдат од страна се кул. Пак ја кажам, збориме за кошарка и се зезаме. Тоа правиме на нашиот подкаст. Да, и актуелно мислам кошарката дека нас баш онака буми има, гледам комјунити, веќе има да ви ја создадено некој. Има комјунити, само ние како држава сме многу мали, но и тоа малце ни е тоа проблемот, иначе јазикот е тој што е. Иначе да имавме, да речеме на српски, тука Србија е 100 пати поголема од нас. Ама имаш и хрватска публика, Босна, Македонија, Црна Гора, сите ќе имаш многу поголем пазар. Јас за тоа Адрија го направив, пошто знам дека е многу голем пазар. Да. И тоа е тоа. Ама комјунитите што го имаме, стварно среќен сум и баш имам интереса на тоа. Има зезање, има коментари стално, ни пишуваат кул. Стварно е кул. На страна тоа што контент следиш ти, што содржина или си all in? Кошарка. Не, ти викам, мене ме интересира се што е поврзано со технологија, ме интересира. Значи, од телефони, од лаптопи, од микрофони, вакви, за камера, па да не правиме муабет. Така да, генерално, ја ако не правам контент за НБА, ретко гледам контент за НБА. Некои аналитичари што ги пратам, па им ги следам подкастите за НБА, така учам ја уствари повеќе за играта. Меѓутоа, целиот контент ми е технологија, евентуално нешто за трчање или такви ствари, сакам и да трчам, да вежбам. Тоа е тоа. Се што е поврзано, ти кажам, со камери, со компјутери, со се тоа, од многу малме. Да. Треба поише да се дружиме ние. Да. Океј, сега може да отидеме
на една тема што веројатно ќе ги занима сега луѓето малце да ја фатиме, нормално што е усвари мејн у твојот живот, НБА, кошарка, што се дешава сега таму? Саш, јас да ти кажам што знам? Тоа ми кажа што знае. Јас А мислиш дека сега ова ќе ги интересира гледачите? сакаат сигурно нешто да Предприемачите што го следат Next Gen да подкаст. гледат нас и од различни бранши. Ајде, Доаѓаат и уметници, ја ти кажав, не е само предприемништво, а секој у денешно време секој мора да го усклади својот скил и тоа што го прави, Да. некако предприемништво. Реално, без претерување, мислам воопшто. Што се случува таму? Јас знам ништо во суштина, знам дека Дончич и Ен Дейвис направија размена Аха. и нешто имаше скем таму, па дали е скем, дали не е скем, ајде тоа да го објаснам. Појман. И па ти многу си знаел тоа, брале. Знам Ентони Дейвис. Најглав. Вегит. Не, добро, немаше. Мислат луѓето дека Не знам ли што се случува, 5 пати ми кажа кој игра во финале, пак не укапирав. Кој игра се во финале? и дел Но налиот кон прошлиот подкаст со Давјан за Кантер малце ми замерија и управо беа реално. Може требаше поише, може на друга некоја вода да се води мојот кога сега со тебе. Знаеш, тешко е у секоја тема да влезеш. Сега ја да влезам да гледам. Ерик Роуз ми беше идол и сега да влезам, он не игра може више. Да, Може игра. Нешто. Еве ќе ти го поврзам ова пак од YouTube аспект. Во финале играат две екипи кои се немаат некои звезди. Разбираш, нема Леброн, тие јаките играчи што носат публика, не се во финале. Индијана, Оклахома. Тоа значи дека и гледаноста на НБА на финале е пониска и субсеквентно и видеата ние што ги избацуваме се сега малку помалку гледани. Дали мене тоа ме грижи, не ме грижи, затоа што знам дека е сега тоа, едноставно овој период така ќе биде. Ама јас како фан на кошарката уживам во кошарката која што се игра моментално, се игра супер кошарка. Аутсайдер од Индијана, која што е тежок аутсайдер во овој дуел во финалето, води 2-1 во серијата и ќе биде баш интересно без разлика дали гледачите ќе го Тоа се тие casual гледачи, значи, што не пратат толку јако, ете што можда Дерик Роуз име омилен играч. Дерик Роуз. Па реално, мислам нема бољи играч за неј. Ако беше звезда, Лука, Дончич, едно друго, можда и ќе испратеше некој утакмица. Така, можда ќе се собере со другари. Цело време мислам, Ти гледа. да улетам на утакмица, Ама сега вака не ги знаеш луѓето, нема зашто да гледаш. Тоа е таа е реалната слика. и звезди го прават секој според. Ја спомнав, гледам доста УФЦ, значи се е некако базирано на звезди. Така е. Стварно е така, јас тоа го сваќам. И окей, мислам, тоа е. Пак за тој Casual фановите се голем дел од колачот. Директно. 50% повеќе. Ние што гледаме НБА фанатици, што сме ќе гледаме било кој да е. Значи јас седам до 6 сабајле, кој да е, мене ќе ми биде интересно, ама за гледаноста да биде таа што е, да биде на некој врв, многу од кежуалците треба да се приклучат да гледаат и исто како што сега е пониска гледаноста, кога се деси трейдот со Дончич, беше бум. Да. А беше што видео да Кажа, кажа, тоа е маркетинг. Ти ми викаш не. Ај сега таа ситуација објасни ми ја да ја сватам, пак не ја сватим. теоријата на шорт. Теоријата на заговор е дека НБА ги принуди Далас Добро. да се ослободат, да го дадат Дончич во Лейкерс, која што е најпознатата франшиза во НБА. Они го даваат Дончич и као демек за возврат, Далас сега ќе имаат право да бираат први на драфтот. Ќе имаат играч, најдобриот млад играч, ќе го првиот пик на драфтот ќе го зема. Тоа според мене е теорија на заговор и коинциденција во која јас искрено не верувам. Меѓутоа, дали е добро за гледаност, како на НБА, така и на YouTube, апсолутно. Па која логика има тоа да го дадат Дончич ако Која логика има? не им се свигаш? Мислам, И менаџментот имаше проблем секогаш имаше проблем со Дончич и со неговата физичкиот изглед, формата, како се појавуваше, малку не им се свиѓаше на laziness на Далас, не им се свиѓаше тоа. Имаше еден вирален клип кај што генералниот менаџер на Далас од која тепа они конференциско финале, од која отидоа во големото финале, Дончич слави со ливенка пиво и GM-ов доаѓа и му ја зима лименка, така на мало дете. Ама некако сака да го контролираат, да го... не уште у развој, нели? Која генерација? Па 26 години има, он е на пикот на неговите можности. А факт е дека според
како изгледа на терен, не изгледа баш дека има 26 години, дека е на врвот на физикусот, така да тоа би рекол дека беше причината за дала. А околу мобитите дека општо им бе паднат интересот за МБА и тоа е некој мој дека што кружи. Да, обожаваат тоа да го зборат, меѓутоа оваа сезона ја би рекол дека беше баш бум. Особено од кога се деси трейдот. Сега, и да не е МБА дека е падната. Многу голем дел има тоа што брат луѓето веќе многу малку луѓе гледаат долг тип на контент, како што зборевме преска. Да. Значи, човек не ќе да ти изгледа 20 минути видео, а не па 2,5 сати утакмица. Не важи тоа само за МБА, според мене важи за све. Тоа да. Се уклучуваш, Е нас навечер што нели. баш кај нас Европа е навечер. И се уклучуваш, ти ги гледаш хайлайтсите за 10 минути и тоа е тоа. Значи да, најверојатно е падната глобално гледаноста, можда, веројатно, ама дека е лигата послава па затоа е паднато, не, мислам дека тоа не е причината. Значи се си уреду да не ги мислиме. Да, не ги мисле да не си береме ние гајлет. Да. Си спомнавме за мастер класот, спомнавме почетоци, хитче, контент креација, опфативме доста работи, мислам. Скоро сме 1 сат. Вака да приведуваме веќе при крај. Ја може да тераме и скрос open mic, имаме и услови, ама јас сум нели со хендикеп, така што ќе направиме и втор дел. Може не почне може да не замери публиката ако падне енергијата. Мислиш дека нешто не спомнавме некој дел што може да го фатим уша? Мислам дека доста добро ја им поставивме. Гле, јас за YouTube можам да зборам со денови, така да, кај мене ме интересира од аспект, од твојот аспект на македонската сцена на YouTube, што гледаш и кои се некои, дали има трендови, пошто јас помалку го следам YouTube МКД, да речеме. Дали приметуваш нешто, дали има нешто, дали ние пратиме нешто од надвор, дали во шорт форма или лонг форма, било како. Ти си во подкаст сцената, Да. ги знаеш и тие ствари како идат. Па искрено не знам што ви те кажам. Природно поише зборев онака инсайт работи што као се случува. Мислам дека има многу простор за содржина. Мислам дека уште никој го нема тука рецептот и сега секој следен ќе биде играч. И факт е дека ќе се развива премногу сцената. Мислам дека не се ни свесни, знаеш, луѓето често кај нас знаат да подценуваат. Ние јесте сме мал пазар, ама секое влијание, јас те ви сподели дека и со ова влијание ние што го направивме овие 22 месеци, јас сум као задоволен. Нели позади сцената какво влијание носи, што се носи. Мислам дека доправо има многу простор. Ако збориме за подкаст, мислам дека секој брка рецепт има многу, мислам дека има простор за содржина креање, тешко е. Треба сигурно некој ќе исклива. Еве сега гледам байкерот и кросфитот, ти беше кај нив кај Жари и кај Томас. Поздрав на нив, ја ги следам цело време. Баш мислам дека најдобар рецепт некој и дека е топ. Мислам дека фалат поише луѓе што треба контентот на прво место да им биде. Ја цело време некако многу скокав од едно на друго, нели фирма имам со тебе споделив приватно и треба си бара фокус контентот и сега јас малце посериозно решам да го правиме ова. И тебе ти треба тој момент и јас што го направи. Треба да предлагам што да пресечеш. Мислам дека има простор, гледам дека луѓето се желни за содржина, доста коментари има, доста се добро проаѓа, така што некој сигурно ќе озграби кола. Брат, многу се желни за друга страна за и работи што се гледаат луѓето и некои различни, како да кажам сега, овој пристап на креирање содржина е малце непознат луѓето. Кај нас сакаат некој тип на содржина од претходно што се навикнати. Има креатори тоа што го пласираат. У смисла на сакаат малце некојаш и празни приказни кај нас, знаеш, и слично. Сега не алудирам на никој. Добро, да. Си има, тоа си влече, нели? Ала бала. Ентертеймент аспектот да биде поголем, ти со твоево пак пробуваш некој educational аспект да поголема као вредност да може да однесе, од друга страна да го има и тој момент, наш рецептот мора да го имате, ти мора да бидеш финален продукт и тоа го разбираш. Види, исто како што имаш предприемачи, имаш, значи кој што сака да формира свој бизнис, желене да работи и посем, нели 5-6 да ги логира тие сати, имаш голем дел на луѓе кои што слушај, јас сум си 9-5, не се замарам јас. 5 сат откуцали, јас си одам дома и лаба. И сакаат навечер да си седнат да се релаксираат. Ентертеймент да има. Ти текнува така да не е ништо ни против ентертеймент емисиите, нити па против луѓето што сакаат таков тип на контент. Значи има две страни. И треба да има контент и за двете страни. Апсолутно, да.
тоа е тоа, така да разбирам. Мислам дека има и голем онака значаен раст у тоа у публиката што може да гледа ваков тип на содржина. Са Бајле пак се враќам тоа со Влад кога зборевме на почеток кога ја почнав да зборам вакви умовети и сега некој ја и ти сакава се зборилме, значи знаеш ли какви погледи тоа. Значи не е реално, значи језиво. Мислам дека полека се прифаќа, знаеш ние сме за доста работи такви кога ќе сватиш доста онака и знаеме и да се подценуваме и све ни е боле од надвор и сите нели кога беше кај нас и нема ја беше гостин кај мене, одма е тоа бум, одма е сензација себе. Да. Треба да научиме поише да се цениме и треба некој што ќе излезе, нели ќе видиме ние исто, јас претендирам нели да се излезе така фронтфейс на таа некоја култура, на тоа некоја содржина, затоа треба и храброст, треба и поише веројатно ја да верувам у себе и кога ќе ги спојам тие сите коцки у мозаикот, Да. мислам дека би имало некој бенд. Така размислам се јас. Изборевме ни претходно по-опен за тоа. Знаеш, поише интернет е уедно. Тоа ние што сме го збореле for open, тоа треба да го донесеш и у Да. подкастот. Да знаеш. Сега у суштина нели тоа ние го зборевме, колку е тешко у суштина да го правиш дека се камерите загреваат и слично, дека имаше Добро. големи некои технички што знае некој да ги замери, ама пак е небитно у сликата, у големата слика. Пак мислам дека Најбитна е прво желбата, ја да ти кажа. Да. Јас кога бев прва сезона, сега не правам експоуст, ова го кажувам како у смисла многу пофално и многу симпатично ми беше тоа. Иван Неделковски, јас кога му бев у првата сезона гостин, се снимаше на iPhone-от. Да. Он имаше iPhone, го ставаше на replay mode, случајно некој да не му задзвони дур се снима, испука он со снима на топ, ама кога сакаш и кога сакаш да уснимиш и да креираш нешто, да направиш нешто, не треба да ти биде пречка ништо. Ти текно треба да имаш желбата и еве ти денес не си бил на твоето оптимално ниво, ама доаѓаш, правиш, да снимиш, да бидне работата, да се направи чилър на предпримништво со еден збор. Да. Make things happen, нели да ги направиш да се десат работите. Да. И тоа е некој мој размислување. Дека има простор, не знам, имам некако многу, знаеш, и краток период ние го правиме, сега ти креираш содржина 9 години, јас креирам сега за месец дена 2 години. И многу некако ups and downs имаше, знаеш, јас се барав у тоа, ја достигнав почнав 21 година, некако уште некои работи не ми беа јасни. Добро, гријало си помлад ти, така да мисла, има и време. Што си супер си. Има време и гледам само на тој момент, мислам дека е најбитен да не прегориш, да си направиш некоја, знаеш, делузија у себе, кај се гледаш, малце сваѓаш да не ги гледаш онака сурово работите и тука сме пошто го гледаш, реално малце знае онака да биде та. Да. Мораш малци така да си го извозиш у глава, да се опкружиш со луѓе што исто таки работи размислуваат, еве да ти кажа, уиднија сигурно и поише ќе се дружиме, ти гости што дошле сум направил некои контакти со луѓе што го имаат тој Исто мисленици, бе, да. Исто мисленици. Да. Најлесно е да бидеш песимист и најлесно е као нема логика, нема ништо и малце ми е некако добив бърнаут од такви некои теми и слично. Да. Као знаеш онака луѓе како тебе, луѓе што креираат нешто што прават, знаеш ми помага за тој breakthrough да го направиш. Пошто во суштина се е mind games, нели? Да. Ти фали еден breakthrough да направиш добар подкаст, реално веќе го имаш багажот од 50 позади. Да. Сигурно ќе биде. Американците исто И да не се плашиш да го најдеш рецепта, тоа исто го сватив. Знаеш, пошто ја доста размислуваш ти како да ја правиш содржината, имаш многу фикции за тоа, а не се ослободуваш да ги пробаш да ги тестираш. Да. Знаеш, многу е mindfuck. Да. Абе, викаат, Америте викаат, ако не икеш нешто, ќе најдеш 100 причини зашто да не го правиш. Ако сакаш нешто, ќе најдеш како да го направиш. Најреално. Ја цело ова време гледам дека клишеата уствари се сите ги зборат и е клише затоа што стварно е така и сите го повторуваат истото. Тоа што го кажам да сакаш нешто, да правиш нешто што сакаш, што се гледаш, што си пасиониран. Ја во овие 9 години, 8 колку и да се, секако ја бърнаут 100 пати сум имал, ама сум се вратил само ради тоа што и да правам, јас знам дека вечерта ќе уклучам и ќе гледам кошарка. Сега како гледам, јабе, ова се деси, а јас сакам да направам видео за ова, да кажам што се деси. Декно кога те влезе, јас само мислам тоа едноставно, само треба да го најдеш кај себе и не згасно. Да, знаеш, и сега да престанеш да правиш, јас 100 пати буквално бев у онака као немаше логика зашто да продолжам. Као жртвав некои работи што баш добро ми идеа за да го терам ова баш чи немаше, знаеш, онака чудно ти е као па нема уши, као очигледно е дека знаеш немаш ти бенефит некој од тоа.
А од друга страна можеш некои работи ти да од рака и сега ти ги жртвуваш, знаеш, ама и подсвеста некако некојаш е појака и од тебе, знаеш. Онака така од нешто у себе да се бори. Сега Джордан Питерсон станав, ала тој е од него. Знаеш, као нешто у себе да се бори за таа верзија што сакаш да извадиш од тебе. Као намерно некои работи лошо ги правиш, што може да ти носат и профит и слично, и си правиш некоја околина кај што нели немаш излез од тоа што би сакал да го правиш. У суштина ова сега што го правам. На крај мислам дека ете ја како што си се стави во ситуација што Ама исто филозофира. Ова ја звари си за шо не тој за од стега. Што излупа се? Не, па Ќе сватат ли? пак е, Штина е така, да. значи ние збориме и за стратегија и за стратешки оддел, ама мора да збориш и за ете тој некој, како да кажам, психолошки аспект. Духовно, Да. духовно, ние Да. за духовноста. Тука сме веќе преку 1 час, привршивме. Сам да ти се заблагодарам што дојде прво, не одма пред некој месец, не кеше да доеш, сега сакаше. Ама не бев, не ти го ни спомнам, не бевте доволно големи, сега подорасна, немавте доволно видеа, сега направивте доволно видеа. Не, гледај, мора да кажам пред луѓето дека ете по подкасти веќе така за да ме гледа едноставно ете да кажувам ја овој сум, оној сум, немам желба, дојдов. Ние кликнавме и за тоа и направивме, нели? Се зедовме чисто спонтано, не Се се најдовме. со план да правиме нешто, точно. Така ли? Тука Тоа, ако ме видат и на некој друг подкаст да знаат дека ете сакам да го испромовирам, да им го представам ова проектот што сега го правам и сакам да добре да го испрашат. што е можно повеќе луѓе. Да, contentcreator.mk ќе ти дам линкче да стави го во Да. description. Да, и афилиет ќе го направиме. Да, таму ќе најдат се што им треба, contentcreator.mk. Ти посакувам многу среќа. Се надам дека ќе биде успешно тоа. Тоа е тек некој бранд, пак влегуваш во некој нов бранд на дигитални продукти, тоа уште не почнало кој нас. Верувам дека ќе има успех. Уште еднаш фала ти многу. Last words пред да затвориме. А ништо, фала многу до тебе и до твојата публика и ете како што реков, има два типа на публика, што сакаат ентертеймент и што сакаат за нешто да поднаучат, да Главни денес, а не е дека. да, интровадусив ми по некој гег, по некој лоша фон. Така што е, јас сум фан на овој тип на подкасти и ги поздравам и истомислениците да пратат Next Gen подкасти, да ги видиме на врво, да ги видиме со 10 спонзори тука на зидовите. Така е. Тоа е тоа. Сам да се заблагодарам за сите што останавте со нас преку 60 минути. Тоа е тоа за овој епизод уште еднаш. До следно гледање. Пријатно. Чао. Топ.